Одраз, месечен подкаст со едно прашање разгледано од повеќе аспекти и еден заклучок. Да почнеме со една клише поговорка. Огнот е добар слуга, но лош господар. Затоа што се чини дека годинава тоа добро ни го покажа, бидејќи господареше на големи површини од нашата земја во прилично долги периоди. И знаеме дека кога тој господари нема многу милост за она над кој господари. Напротив, го гори, шмукува, го суши, го користи за да се нахрани, да живее подолго се додека не остави црна пепел. Ако нешто остане потоа, треба се каже дека имало среќа. Сега, релацијата на човекот со огнот е долга илјадници години. И од оној добар аспект, но и од оној лошиот. Но со климатските промени очигледно е дека во наредниот период се почесто ќе бидеме соочени со господарот наместо со слугата. Затоа што температурата расте и шумите од прекрасни бујни екосистеми се претвораат во магацини со гориво кои чекаат само некоја искра за да пламнат. Така во овој подкаст разговараме со Цветан Николовски, раководител на регионалниот проект за управување со пожари во отворени предели во Западен Балкан, или оригинално Landscape Fire Management in the Western Balkans, кој е финансирано од Швајцарската агенција за развој и соработка и во кој покрај Македонија вклучени се институции и организации и од Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Косово. Практично од цел Западен Балкан, бидејќи сите го имаат истиот проблем. Разговараме и со извидничката Ева Блажевска од Сојузот на извидници на Македонија, која водат Боренка, а тоа е иницијатива за пошумување на опожарени подрачја кај нас, заедно со јавното предпријатие Национални шуми и поддржани од Министерството за земјоделство и финансирани од Министерството за надворешни работи и европски прашања на Република Хрватска. Изгорената површина во Западен Балкан во периодот од 2011 до 2021 година, односно за 10 години, е приближно еднаква на над 1,5 милиони фудбалски терени како оној градскиот во Скопје. И тоа не сметајќи ги пожарите од последните 2 години, кои беа прилично силни и големи. Николовски го сумира впечатокот дека последниве години со климатските промени половина свет гори, а за жал, реално, и ние сме регион кој ќе биде многу сличен на нашите јужни соседи во следните години. Со влијанието на климатските промени кои што, така да кажем, ги имаме се поизразени во овој регион и општо во светот, температурите кои што ги имаме во последните години, тие се повисоки и повисоки и со тоа се создаваат идеални услови за пожари. Од друга страна, иселувањето на населението, ако земеме како фактор кој што ги напушта руралните средини, значи таму се складира тој така наречен горлив материјал во шумите, меѓутоа не само во шумите, во земјоделското земјиште и во пасиштата. И едноставно на вистина се создаваат одлични услови, нели, во наводници за создавање на тие шумски пожари и швајцарците имаа чувство дека на вистина треба да се поддржи една ваква програма во регионот на Западен Балкан. Ме интересираше што покажува нивната анализа од регионалниот проект за тоа кои се главни слабости во противпожарната заштита во Македонија и во соседството. Нормално, излегува дека болката е позната и е карактеристична можеби за сите наши системи во државата. Западен Балкан како регион е интересен од гледна точка што на вистина ги делиме тие проблеми или слабости кои што ги имаме во нашите системи. Дел од државите се можеби понапред, дел од државите се можеби поназад, меѓутоа генералните проблеми стојат. Ние во рамки на оваа програма подготвивме извештај за управување со пожар на ниво на предел во земјите од Западен Балкан и анализа на недостатоци, во кои, искрено кажам, се главно нотирани слабостите и еве јас би ги сведил на неколку, да кажам, точки или на неколку слабости. Тоа е прво неспроведувањето во целост на законските решенија. Значи, законски решенија постојат во голем дел од државите, се солидни законски решенија, меѓутоа нивното спроведување во целост е нешто кое што е слабост во овие држави и исто така преклопувањето на надлежностите. Значи, преклопувањето на надлежностите на различни институции, агенции и така натаму е проблем кој што се јавува во сите држави на Западен Балкан. Исто така имате доста работи кои што на вистина се преклопуваат. Значи имате иста надлежност во различни институции. И едноставно се вика нити или јас сум надлежен, вие сте надлежни, така натаму. Една од слабостите исто е и немањето доволно комуникација помеѓу институциите. Ние во рамки на овој проект поддржавме воспоставување на национални мрежи за управување со пожари на ниво на предел. Тоа се мрежи во кои што се вклучени различни институции.
од научната фела, од законодавството, меѓутоа и луѓе од праксата, кои што дискутираат на темите поврзани со управувањето со пожари и изнаоѓаат решение. И еве, како што напоменав, тие имаат и улогата на еден борд кој што ги подготвува овие документи, да кажам, како што е извештајот за управување со пожари на ниво напред. И во дел од таа комуникација се чувствува дека дел од луѓето првпат и се гледа. Значи, на тие некои состаноци по првпат комуницираат, така натаму, или многу слабо се гледат, или многу слабо комуницираат. Значи, навистина потребна е една соработка и на национално ниво, меѓутоа и на регионално ниво. А дали нешто може да се научи од соседите и земјите од регионот? Го посочив примерот со Хрватска, која има доброволни противпожарни друштва во секое малку поголемо населено место и по нивните предели често се видливи наблюдувачници на повисоките коти, од каде се надгледува територијата и најмал чад може брзо да се воочи и брзо да се реагира. Како што напоменав и претходно, дел од државите се малку понапред, се поразвиени и превземале некои од мерките, така да, иако, например, Хрватска и Словенија не се земји од Западен Балкан, од тие две земји можеме навистина да научиме кога станува збор за управување со пожари на ниво напред. Така Хрватска, например, има доста современ, напреден систем за рано предупредување и мониторинг на пожарите. Значи, со вклучување на сателитски технологии, дронови, вклучување на овие кули кои што се за мобилните оператори, поставување на камери, следење со дронови. Така да Хрватска е навистина доста отидена напред во однос на раното предупредување и мониторинг на пожарите на ниво на предел. Словенија има навистина развиен, ефикасен систем за прво координација помеѓу различните институции и организации, меѓутоа исто така има големо искуство во нивна координација. Значи, тие имаат и доста јаки доброволни противпожарни друштва, имаат јак противпожарен систем нивни, да кажам, национален. Така да навистина од нив треба доста да се учи. Меѓутоа, оно што би сакал да го потенцирам, особено кога ги спомнувам и доброволните противпожарни друштва, тоа е едукацијата. Значи, во Словенија дури и доброволните противпожарни друштва, еве, тоа е случајот и во Австрија, за жал ги запознавме преку еден немил настан во пожарите во Малешево 2021. Доброволните пожарникари се исто обучени на ниво на пожарникарите кои што работат во противпожарните служби. Знам и верувам дека на секој желбата да учествува и да помогне во справување со пожарите е голема. Меѓутоа, навистина потребна е обука за справување со пожари. Значи, дури и кај овие доброволни противпожарни друштва, особено во Словенија, во Хрватска, доста се вложува, да кажам, во обуката на тој персонал. Че тие се максимално обучени со најнови обуки, ја имаат и потребната опрема. За жал, кај нас тоа навистина се сведува на јаката желба на луѓето кои што се вклучени во овие противпожарни друштва, кое што од една страна навистина е за поздравување, меѓутоа од друга страна навистина треба да се води сметка за нивната континуирана обука, се со цел да се избегнат поголеми штети. Искуства кои може да се преземат според него има и кај соседните земји, а кои не се членки на Европската унија. Тука имаме и Србија и Црна Гора, искрено секој со свој различен пристап. Значи, Србија има доста вложено во начините на управување со шумите, особено, значи имаат свој прирачник за управување со шумите блиску до природата, каде што тој концепт на креирање на мешани шуми придонесува во смалување на штетите од пожари и споро ширење на пожарот низ шума, со што луѓето би имале време да реагираат, така да тие принципи и концепти на управување, да кажем, блиску до природата, може да се превземат исто и кај нас. Црна Гора искрено има доста интересни и ефикасни кампањи кои што ги прави за подигање на јавната свест, особено кога се однесува тука во туристичката сезона, кога имаат голем број на туристи, активно работат со населението и со туристите, така да можам да кажам дека има доста позитивни примери во регионот кои што можат да се земат и во Македонија, меѓутоа
морам тука да потенцирам дека не е дека во Македонија не правиме, да кажам, дел од овие работи, меѓутоа еве сепак можам да ги истакнам како позитивни примери од соседството. Нормално овие концепти изгледаат едноставно и умно, но не е толку лесно и брзо за да се преземат. Николовски вели дека за сите овие работи е потребно малку подолго време за да може да се усвојат и да почнат да се применуваат и кај нас. Но има и работи кои може да се сработат во пократок рок, за например идната сезона да бидеме нешто поподготвени. Тука први се силни кампањи и едукација на населението и децата во училиштата за природните вредности кои може да ги загубат во огнот, но има и други работи. Редовно одржување и чистење на шумите е една од мерките која што може да придонесе за намалување на горливиот материјал кој што се наоѓа во шумите. Од друга страна, примена на добри агроеколошки мерки. Значи, тоа што го дискутиравме дека навистина треба да се превземат добри агроеколошки мерки за управување, особено со жетвените остатоци. Друго, редовно одржување на пасиштата тука. Исто така може да се спомне. Значи, континуирана работа со сточарите, правилна испаша на добитокот, се со цел да имаме подобри пејсажи кои што би биле поотпорни на пожари. Исто така да не се палат пасиштата, мислејќи дека следната сезона ќе имаме подобра вегетација за испаша. Го спомнав примера на принципот за управување со шумите блиску до природата и креирање на мешани шуми, со што би се придонело кон поспоро ширење на пожарот. Изградба на инфраструктура. Значи, изградбата на инфраструктура навистина е значајна за брзо да се пристапи до пожарот и меѓутоа исто така и да се направат различни инфраструктурни проекти каде што би се ставили некои водени базени, цистерни како поддршка на тимовите кога ќе треба да се гаснат пожарите, така да навистина треба да се работи на тоа поле. Примена на нови технологии. Значи, живееме во ера на дронови, на сателитски снимки, детекција на топлина, така да од таа гледна точка сметам дека во превенцијата и подготвеноста нивната улога може да одигра клучна улога во справувањето со пожарите, особено што се повеќе за жал го губиме тоа рурално население и немањето можност за брза дојава при настанување на пожар. И она што, може би е исто така од оние мерки кои што можат да се превземат и до наредната сезона, да кажам, на пожари, тоа е координација помеѓу институциите. Во извештајот на овој регионален проект кој се однесува на Македонија се посочува дека екстремните климатски настани, како долгите суши, создаваат услови за катастрофални пожари. Откако пак изгори шумата, можни се порани дождови, кои пак на истите локации каде порано имало дрвја, а сега се соголени, може да предизвикаат уште штети, како ерозија или лизгање на земјиштето, затоа што нема веќе што да ја држи земјата. Потоа изгорените дрвја и места се одлични за брзо размножување на инсекти, штетници и паразити, кои лесно потоа може во роеви да преминат и на шумите кои се спасиле од пожарот и да ги десеткуваат. Затоа и стручњаците повеќе пати бараа предпазливост кога во јавноста периодов се изнесуваа барање да се воведат долгогодишни забрани за сеча на дрвјата зафатени од оган, како начин да се обесхрабрат дивите сечачи, на кои често се посочува како на можни подметнувачи на пожарите. Во суштина тоа потекнува од погрешно толкување на еден пример од Шпанија. Таму пред повеќе години е воведена забрана со која во рок од најмалку 30 години не може да се врши пренамена на земјиштето на кое изгорела шума во градежно земјиште. Значи, тоа се однесува на земјиштето, а не на дрвјата оштетени во пожарот, за кои стручњаците посочуваат дека мора да се отстранат за да се санира земјиштето, за да може повторно се сади. А за тоа како изгледа изгорен предел, не опишува извидничката Ева Блажевска. Имено, извидниците преку акцијата Боренка минатите години и со стручна помош од национални шуми. Повеќе пати ставија нога на пеплосаните предели, во повеќе акции за садење, за да се обноват шумите. Нема ништо, многу е пусто. Мислам да сега се поминати 5 години од кога биле тие пожари, бидејќи не можеш, доколку не поминат 5 години од кога било пожарено подрачјето, не може да се засади нова, така да прво треба да се почека, нели? Многу е тажна гледката, пусто. Од една страна кога си таму на терен, се чувствуваш убаво позитивно бидејќи си таму на акција за пошумување, бидејќи одиш таму да засадиш дрво. Но од друга страна многу е тажно и жално бидејќи во повеќе наврати си имаме среќавано со жители на локалните заедници кои живеат таму каде што пошумуваме, доаѓаат нели да волонтираат, да засадат некое дрво и они се соочуваат со моментот каде што они засадуваат
повторно дрво кое они го засадувале пред 40 година, они тогаш изгорело тој дел или пак тогаш само пошумувале и сега ја гледат оваа тажна пуста гледка. Ева вели дека по насоките на стручните лица од јавното претпријатие за една локација да почне повторно да се пошумува треба да поминат неколку години. Тие информации сите ги добиваме од национални шуми. Тие се тие кои што одредуваат кога ќе се сади определен регион, после колку време може да се сади таа почва таму, кој расад може да се сади, како вид на дрво може да се сади таму. Тие се всушност тие што ни кажуваат кога ќе ни бидат идните садења. Они се таму цело време со нас на терен, ни покажуваат како да садиме, со нивна помош ги учиме и новите волонтери што ни биле претходно на Боренка акција како да засадат дрво. Но извидниците, како и секогаш, со трудот знаат да внесат и оптимизам. Лани поминаа недела дена во природа, во акции на пошумување, на кои дневно ротирале меѓу 50 и 100 волонтери од извидниците и нивните поддржувачи од повеќе региони. Поминавме една цела недела, секој ден пошумување во источен регион. Значи бевме во Пехчево, Берово, Делчево, сите тие. Тогаш се фокусиравме една цела недела на тој регион. И поише сме били во повеќе наврати. Колку отприлика садите како годите? Колку луѓе одите? Колку садници успевате да посадите? 5000 садници некогаш може да бидат, некогаш може да бидат 10.000, некогаш повеќе, некогаш помалку. Тогаш за таа недела дена 5 души беа цело време сместени во Пехчево и во Берово, а волонтерите кои доаѓаа на сите тие акции секој ден беа од различни региони. Пример, не знам, еден ден беа од Скопје, друг ден беа од Штип и така натаму. Не беа константно цело време истите волонтери, ама цело време имаше работа, цело време со различни луѓе. Извидниците во делот од нивната акција која се однесува на подигнување на свеста на граѓаните за шумските пожари. Од остатоците од изгорените дрвја изработуваат моливи, со кои потоа деца цртаат цртежи за дрвја. За жал од годинава ќе им остане многу материјал за изработка на вакви моливи. Некои се и во регионите блиску до местата на кои тие веќе пошумувале. Но и покрај тоа за есенва најавуваат нови акции. Уште не се скроз дефинирани и познати сите тие информации, но сега како што доаѓа есен, како што доаѓа септември, ќе имаме се повеќе и повеќе информации за кога и каде ќе бидат тие акции. Ќе бидат исто, фала Богу, секогаш со национални шуми, ќе бидат со нашите волонтери и од извидници, од Сојузна извидници на Македонија, од средните школи што се во Скопје или пак од локалниот регион каде што пошумуваме. Нашите акции ќе бидат и со нашите пријатели, поддржувачи од Комерцијална банка, со волонтери од таму, од Триглав. Ако некој сака да ни се приклучи, слободно може да ги заследи Инстаграм и Фејсбук страните на Боренка. Таму редовно објавуваме кога имаме акција за пошумување и со самото контактирање на буквално на порака, дали на Фејсбук, дали на Инстаграм, ние ќе се обидеме да ве уклучиме во таа акција, да бидете волонтер на таа наша акција. И самата цел на Боренка е да создаде едно чувство на емпатија на граѓаните и за својата држава, за својата татковина, за природата што имаме во нашата држава и во суштина да се подигне свеста на младите. И крајно да сумираме. Дали ни се исплати да не вложуваме во подобрување на превенцијата и во противпожарните системи? Пресметките во извештајот на регионалниот проект го покажуваат следното. Например, просечната годишна штета изразена во пари од изгорената шума во периодот до 2021 година изнесувала околу 6,9 милиони евра годишно. За да се намали просечно изгорената површина за околу 3000 хектари годишно, се проценува дека има потреба од обука на 50 пожарникарски тимови од по 5 лица, што се проценува да чини околу 200.000 евра. За нив би требало да се набават и 25 специјални возила за брза реакција во изnos од 1 милион евра. За тимовите со опрема со соодветни алати и опрема ќе биде потребен износ од околу 250.000 евра. Значи се на се инвестиција од околу 1 милион и 450.000 евра. Од друга страна пак наведена и проценката за тоа колку чини повторно пошумување на претходен изгорен предел од околу 5000 хектари со садници од даб. Потребен е рок од околу 3 години да се произведат соодветни 12,5 милиони садници, што ќе чини околу 4,1 милион евра. За расчистување на теренот и подготовка на почвата потребни се околу 1 милион и 650.000 евра. За одржување и заштита на младите дрвца во првите 5 години ќе се потрошат уште 800.000 евра. Значи за рефорестација на 5000 хектари со даб ќе требаат години и инвестиција од над 6 милиони евра. Само пак во 2024 година, која се проценува како досега најстрашна
во шумските пожари е изгорена површина од околу 60.000 хектари. Ако предпоставиме дека сето тоа е шума која треба да се обнови, за таа намена ќе бидат потребни децении и околу 72 милиони евра. Математиката е повеќе од јасна за тоа што е поевтино. Дали да опремите и организирате ефикасни служби за брза детекција и гасење или да ги санирате последиците. А ние, како обични граѓани, исто така имаме можност да направиме разлика. Покрај почитувањето на правилата за однесување во природата, есемна можеме да ги следиме акциите за пошумување на Боренка и да се приклучиме во некој од нив.